Еве неколку дена разговараме за разрешување на министри од владата на Република Македонија по предлог за разрешување од страна на премиерот. Многу е клучно тоа што се врши разрешување, бидејќи за да се некој разреши, по трет пат прашувам. Треба да не ги исполнил очекувањата, да има направено одредени скандали кои што се недолични за функционерот, или не можете да најдете заеднички јазик со него. Што од тоа? Меѓутоа, дека кризата во владиното мнозинство е многу поголема, потврдуваат неколку факти. Истата ова Пазар 3 коалиција и реконструкција која што сакате да ја направите, се вртите во Бермудскиот триаголник, во кој што самите запаѓате. Зошто? Да тргнеме од самата програма, која што сте ја доставиле пред само една година, во однос на реализација на сето она што го планирате во наредниот период до завршување на мандатот. Во делот ќе се задржам кај што е владење на правото и добро управување. За жал не е овде вице-премиерката и премиерот, кои што вчера беа заедно, бидејќи токму тие двајца не си веруваат еден на друг. Зошто? Сега пластично да ги објасниме состојбите во кои што се наоѓа и правосудството и владењето на правото. Од една страна имаме влада која што предлага јавен обвинител на Република Македонија, во конкретниот случај господинот Јовевски е предложен од владата на Република Македонија, избран во собранието од мнозинството пратеници овде кои што сте вие. Втора работа. При предлагање на уставни судии, повторно парламентарното мнозинство го предлага господинот Јовевски за уставен судија. Но на тоа се спротивставува вице-премиер, кој што е исто така изгласан од ова парламентарно мнозинство. Односно вице-премиер за владење на правото. Сега, кога мнозинството е во право? Кога ја избрало вице-премиерката или кога го предлага уставниот за уставен судија господинот Јовевски? Не е овде вице-премиерката да го објасни тоа и премиерот. Но прашањето е друго. Вице-премиерката ви кажува дека не треба да биде, со конкретни изјави, дека немаме никакви реформи и никаков напредок во правосудниот систем, а виновник сите прстот го вперија во јавното обвинителство во господинот Јовевски. И сега вие се уште го предлагате за уставен судија и се вртите во круг, односно се затвара кругот. На кого ќе верувате сега? На кандидатот за уставен судија кој што сте го избрале или на вице-премиерката за владење на правото? Немате ништо направено во однос на реформи во правосудниот систем, немате никаков напредок, ова ви го кажуваат извештаите на Европската Унија, која што сте оценети со двојка, односно имаме назадување во однос на исполнување на условите за усогласување на нашето позитивно право со правото на Европската Унија. Сето ова што го зборуваме е доказ дека оваа коалицирање е чисто од политички побуди и е Пазар 3 коалиција, како што ја нарекоа, а тоа го потврдуваат и изјавите на самите министри кои што не ги разрешувате, туку ги предлагате, односно доставуваат оставки. Еве конкретно, господинот Тупанчевски, кој што во моментот има поднесена оставка, истиот во однос на исполнување на условите, односно на реформите кои што се содржани во стратегијата за реформи во правосудниот систем од 2017 до 2022 година, потенцираше дека многу честото менење на министрите довело до неисполнување на обврските од оваа стратегија. И Државниот завод за статистика констатира, ревизијата утврдила дека само 52% од мерките за реформа во правосудството се реализирани, а искористени се само 20% од планираните средства, односно буџетските средства. Внимавајте, за цели 5 години. Тоа го изјавува господинот Тупанчевски, кој што, еве денес, најнова информација е дека истиот не подпишал да Република Македонија се задолжи со еврообврзница од 600 милиони евра. Со што се потврдува онај раскол во самата коалиција, во однос на сите оние кои што вие сте ги избрале, дека истите не веруваат во оваа коалиција која што вие ја правите. Зошто? Бидејќи доколку подпишал, парите требало да ги троши ова ново парламентарно мнозинство кое што вие го предлагате. Но истиот се одважил и не подпишал
дека треба Република Македонија да се задолжи со 600 милиони евро врзница. Но со тоа се доведува во врска и во прашање токму она што го зборувавме изминатите денови. Што е тоа? Дека незнаењето и неспособноста на оваа корумпирана влада е токму причината поради која што лекарите до ден денес немаат исплатено плата. Паѓањето на системот, можеби, еве од овде прашувам, можеби е системски направено за да не можат да се пресметат платите, да не можат да се исплатат, бидејќи во буџетот немало пари. А причина било токму ова натегање и притискање на министерот да ја потпише ова евроврзница од каде што требало да се слеат пари за исплата на платите. Внимавајте во која ситуација се доведувате. Внатре во самата влада имате недоразбирања и несогласувања на оние кои што си даваат оставки од позициите кои што сте им ги дале, а други дополнително изјавуваат јавно дека одредени функционери не треба да бидат онаму каде што вие ги предлагате, конкретно за уставните судии, но сега станува збор дека можеби и ќе се предомислите за уставни судии. Зошто? Бидејќи сега имате нов коалиционен партнер. А свесни бевме дека досега за 3 места имавте предложени 3 кандидати, кои што за 3 избрани места имавте предложено 3 кандидати, но сега можеби новите коалициони партнери ќе ви предложат друг кандидат. Така да, размислете дека пред само неколку месеци сте предлагале, а сега можеби и ќе ги смените одлуките. Затоа, ова што го зборуваме за кризата и за не просперитетноста и продуктивноста на ова ново парламентарно мнозинство е всушност сите овие докази кои што ги кажавме. Бермудскиот триаголник во кој што самите запаѓате. Во дадениот момент, најповиканите за борба со корупција и криминал, односно целокупниот правосуден систем и сите органи кои што се формирани согласно Законот за основање, односно за државните органи во Република Македонија, и се повикани да се борат со да имаат борба со корупција и криминал, гледаат кој прв да го напушти бродот на кој што се возат. Односно, прстот се вперува од еден во друг. Тоа го прави вице-премиерката во јавниот обвинител, тоа го прави председателката на Државната комисија за спречување на корупција во јавниот обвинител, тоа го прават и експерти и докажени професори и експерти во оваа област. Секој на секого му наоѓа одредена замерка. На сето ова се дуплираат и изјавите на довчерашната председателка на Судскиот совет, која што јавно изјасни дека во судството владеат бизнис судски елити и им порача дека на новиот председател дека можеби истите овие бизнис судско елити ќе најдат соодветна почва и подлога да ги прошират и надградат. Затоа господинот Јовевски не најде за сходно да ја повика и да разговара на оваа тема. Зошто? Затоа што, ако ја повикаше, можеби ќе имаше друга насока самото нејзино разрешување, односно нејзината оставка, и ќе се допреше до одредени функционери во власта, која што е корумпирана во целокупното нејзино постоење и сите функционери кои што се поставени. Но сега, ова е последна можност и ова ви се последни сили. Да ги инструирате сите ваши кадри во Уставниот суд. Зошто? Само со една цел. Ќе ви кажам, запамтете, дека во догледен период, од денес натаму, ќе барате укинување или поништување на одредени одредби од кривичниот законник, по кои што треба да одговараат од првиот до последниот функционер во оваа корумпирана влада. Тоа е онаа кое што ќе го барате, а за тоа да ви се оствари, треба да ја имате сите уставни судии во Уставниот суд. И затоа, впрочем, е оваа борба и ова договарање меѓу коалиционите партнери и ова пазарење, и од овде потенцираме, не станува збор за никакви принципи, за неуспех или успех на самите извршители, односно носители на функции во оваа влада, туку станува збор исклучително за политичко пазарење, пазар три коалиција, која што самата запаѓа, како што потенцира во Бермудскиот триаголник, која што самата си го скрои. Затоа, предвремените избори, кои што ќе бидат или редовните, оваа влада ќе доживее